Правда, економија, здравство, дипломатија, полиција. Едни од главните постулати на кои лежи секоја демократска држава, а македонската влада крахира на секој еден од нив. Владата на Ковачевски пука по сите шавови. Најниски оценки за правосудниот систем од светските организации добиваме речиси секојдневно. Но реформи во судството нема. Дури и американците испратија експертски тимови во државата да ја чешлаат корупцијата, која и натаму е рак рана на Македонија. Полесно е да излезеш од затвор, отколку да влезеш. А сепак Министерството на Спасовски не гледаме дека прави промени во системот. Дипломатијата пак, повеќе од 5 години, барем според мислењата на голем дел од граѓаните, бележи само неуспеси и подклекнување на барањата на соседите. Од промена на името, па се до внесување на богарите во уставот. Според делот аналитичарите, погрешната политика на Заев, која СДСМ се обиде да ја зацкрие со поставување на ново лице, односно Ковачевски, е погрешна и час поскоро треба да замине во политичка пензија. Владата го изгуби мандатот пред граѓаните и не само тоа, дека владата веќе нема авторитет да владее. Беше јасно дека граѓаните дадоа не жолт, туку црвен картон со локалните избори и понатаму оттаму нештата се влошуваа. Беше направен еден маневар со именување на нов премиер кој што беше целосно непознат за јавноста, што е исто така дополнителен проблем, затоа што премиерската функција се знае дека во секој општество мора да ја обавува некој човек кој што се наоѓа на врвот на својата политичка, животна, интелектуална и друга моќ. Според експертите, ваква безпарица имала само во 90-тите години, но тогаш барем политичката волја за да се помогне на граѓаните и да се поправи економијата била голема, што сега не е случај. Здравствениот систем пак во Македонија е посебна приказна. Години назад, особено последниве, кога со почетокот на пандемијата на површина излегоа сите недостатоци, кои ниту Филипче, ниту пак Сали не успеа да ги решат. Резултат на катастрофалната состојба се последните случувања со набавката за лекарствата на цистична фиброза. Кризата е сеопфатна. Значи не може да изолираме една област каде што владата има успеси. Едноставно само бележиме нешта кои што порано не се случувале во демократската историја на Македонија. Еве ова, например, една несреќна, една трагична смрт која што можеше да биде која не требаше воопшто да се случи. Мислам, лекови да нема. Тоа не е затоа што оваа држава е сиромашна, никогаш Македонија не била толку сиромашна. Лекови нема не само за цистична фиброза, туку и за сите ретки болести, за сите чести болести и така натаму, само во моментот кога носителот на политичката моќ кој што ги набавува лековите се договара со нека фармацевтска индустрија, коруптивно да го намести тендерот. Ваквите неуспеси на владата, според аналитичарите, се резултат на лошата проценка, лични интереси, неискуство и како главен проблем, неказнивоста на корумпираноста на дел од функционерите. Барем затоа, според Боцевски, потребен е рестарт на целиот систем.